Почитуван председател на Совет, почитувани членови на Советот, почитувани директори. Бидејќи ова седница беше за завршните сметки, најпрвен би сакала да се обратам за завршната сметка за моето училиште. Ја користам можноста да се произнесам по однос на предлогот на Комисијата за финансирање и буџет за неизгласување на завршната сметка на СОУ Ѓорче Петров, на која сум директор од 3 ноември 2020 година. За разлика од повеќето директори на училишта кои не беа присутни, а нивните завршни сметки беа усвоени без дискусија, јас присуствував на состанокот на Комисијата за финансирање и буџет на моето прашање. Зошто комисијата има негативен предлог за завршната сметка на СОУ Ѓорче Петров, не добив одговор. Прашав и таму, прашувам и овде. Дали комисијата за едни е мајка, а за други е маштеа? Како што знаете, сите сметки, сите фактури, училиштата ги испраќаат во општина, односно во секторот за финансиски прашања, каде тие се книжат, каде се изготвуваат завршните сметки. Целото наше книговодство е во општината. Сите информации се достапни и на системот за јавни набавки, што значи дека секој што сака може да отвори да види како работиме ние во училиштето. Оттаму, ако имало некакви неправилности или нерегуларности во работата на училиштето, сигурно дека од страна на општинскиот сектор за финансиски прашања ќе имало реакција за таквото работење. Бидејќи такво нешто немало, се поставува прашањето дали со негативниот предлог на Комисијата за финансирање и буџет се фрла сомнеш и се доведува во прашање работата на овој сектор. Во оваа прилика нема да набројувам што се е направено во Ѓорче Петров, бидејќи е направено многу. Само ќе споменам дека при крај капиталниот проект, реализиран со средства од Министерството за образование и наука, за темелна реконструкција на училишната зграда, која што не е реконструирана повеќе од 60 години. Исто така, би сакала да го издвојам и проектот за возрастни, за негователи на лица со Алцхајмерова болест, после чија реализација општината доби 13 лиценцирани негователи. Впрочем, за да се уверите во се што е направено во овој колектив, неколку пати јас ве имам покането и повторно ве поканувам да дојдете да ја видите работата на нашите училишта. За жал, не можам да не ги спомнам и обструкциите од страна на локалната самоуправа со кои се соочувам како директор на училиштето. Кога велам обструкции, мислам на чекање за добивање на согласност и до 1 месец за итни неодложни за времени вработување до 3 месеци. Од ноември, од страна на сектор образование, не е поднесено барање за времено вработување до 31 август, па сега на крајот на април мора да се побара по трет пат барање согласност за итни и неодложни вработувања до 3 месеци. Неколку пати е побарано, но не е доодговорено на барањето и ургенцијата за полномошно за реконструкција на опожарениот покрив на работилницата од дрвопреработувачката струка, иако неколку пати се имам обратено за тоа. Со тоа ни се оневозможи апликацијата на повикот за грант за опремување на стручни училишта до регионалниот фонд за соработка, вклучувајќи на конзорциум со мали, средни и големи предпријатија од 100 до 500.000 евра, наменети за опремување на стручни училишта во опрема, работилници, обуки, машини. Од ноември до денес немаме никаков одговор на барањето за трансформација на работно место. Кога ти испратам мејл, одговор не добивам. Ако се јавам на телефон, не ми се крива на телефон. Значи имам уште да кажувам, но мислам дека е доволно да видите со какви обструкции се соочувам. Сметам дека сето ова е тенденциозно, на штета на вработените на Ѓорче Петров, но пред се на учениците на воспитно-образовниот процес. Во таа насилка, апелирам до сите советници на Советот на општина Прилеп да гласаат за усвојување на завршната сметка на училиштето, бидејќи не постојат никакви причини за поинаква одлука. Од друга страна, ви се заблагодарувам за прашањата што ме ги поставивте, беа многу. Не можам да одговорам сега, ќе ви одговорам писмено. Барам писмено да ми ги доставите, писмено ќе ви биде одговорено. Како прво за образованието. За образованието исто така ќе ви биде приложена и дипломата, ќе ви биде положено полагањето на стручен испит, што ми е возможено од страна на МОН и Државниот испитен центар. Значи не е тоа положено туку така. Сигурно имало некои нормативи кои што сум ги исполнувала за да може да бидам на тоа работно место. Во врска со изборните предмети за кои што кажавте, за 4-та година работат по стара програма, бројот е помал. Меѓутоа и за тоа ќе имате целосен извештај кој предмет, колку ученици има во која струка.
Во врска со прашањата многу беа, не се извинувам, не можев да ги запамтам сите, не ги запишав благовремено. Во врска со прашањето од Хилда за дали работиме онлайн. Онлайн наставата ние на 4 ја прекинавме. Училиштето има 4 влеза, така да учениците воопшто не се загрозени при влезот и при излезот во училиштето. Само едниот влез, од каде што нема никаква опасност, учениците влегуваат и оттаму излегуваат. Тоалетите не поминуваат учениците под скелиња за да одат во тоалет. Значи тоа е така кажано. Во врска со професорот за кој што прашавте, професорот по физика. Професорот по физика, ние имаме фирма со која што ни ги одржува компјутерите, кој што ги сервисира и така натаму. Меѓутоа беше побарано за професорот Сашо по физика затоа што често пати додека трае наставата знаат да го повикаат професорите, Сашо нема интернет, не знаат да го постават кабелот и така натаму. Значи тој не е задолжен за сервисирање на компјутерите, тој е задолжен за помош. За втора година ме прашавте исто дали со помал број напоени. Еден пример ќе ви кажам, во прва година има и слободно место во здравствена струка, не запишавме никого, затоа што не запишуваме деца што се во прва година помалку од 70 бода, слободно може да пратите инспектор да ја провери таа информација. Бидејќи имав многу прашања, јас ве замолувам на писмено да ми ги доставите и писмено ќе бидат одговорени сите. Ви благодарам.